Безбедносната служба повеќе нема да биде тајна полиција, рече министерот за внатрешни работи на брифинг со новинарите, образложувајќи ги реформите во безбедносниот сектор. Новата Агенција за национална безбедност ќе ја замени Управата за безбедност и контраразузнавање од 1 јуни годинава, а до тогаш собранието треба да даде зелено светло на законите за агенцијата и за координација на разузнавачките служби. Точно е дефинирано на кој начин и кога ќе може да се прибираат информации, како и нивно чување и користење. Прибирањето информации ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Секој граѓанин, лично за себе, ќе може да побара информација дали агенцијата презема некакви действија кон него. Сакаме да се ослободиме од терминот тајна полиција. Се уште се бира локација за новата АНБ, а се уште не е предвиден и буџетот за нејзино финансирање. Директорот на УБК Горан Николовски на брифингот се пожали дека досега немал средства за вработување квалификуван кадар. Директорот на новата агенција ќе го бира владата по предлог на премиерот и истиот ќе ја предводи координацијата меѓу разузнавачките служби. Дел од вработените во УБК ќе преминат во АНБ, а останатите вработени ќе се бираат на јавен оглас по строго утврдени критериуми. Ќе се направи комисија за селекција која ќе изготви профил на работните места како и профил на вработените, а ќе се следат и критериумите пропишани од НАТО. Важно е да се знае дека нашата улога е превентивна и податоците кои ги прибираме не се доказен материјал. Агенцијата нема да има полициски овластувања и ќе служи за превентивна заштита, односно за прибирање на информации. Министерот Спасовски, како и директорот на УБК, се уверени дека ваквиот систем ќе гарантира дека повеќе нема да има злоупотреби. Законот ќе ја овозможи на агенцијата да користи и тактичка опрема. МВР во моментов не поседува таква опрема, а министерот не одговори на прашањето дали има намера да набави. Раководството на МВР не откри ниту кои имиња се лиферуваат за иден директор на Агенцијата за национална безбедност.